Колку нашиот образовен систем ни дава слободно изразување. Што е тоа слободно изразување? Слободно изразување е дали професорите нам ни даваат слободно да дебатираме на часевите за најразлични теми што ние ги сакаме. Денес, во Неготино, дојдовме со таа цел и анкетиравме неколку луѓе со најразличен број на години. Еве ги нивните одговори. Јас сум Анđelko Христо, имам 74 години. Ајде сега би сакале малку да се присетите на вашите млади денови во училишните клупи и дали да ни кажете дали како одел процесот на оценување и како професорите предавале? Тога беше друг систем во нашето време. Учеме, учителите тога слободно можеа да се изразат према ученикот и да го искара, и да го шлапне, беа построги. Дали зборувавте со професорите за животот, дали имавте дискусии, борба на ставови и така натаму? Учениците после плашеа, никој на часот не зборуваа. Тога, кој ќе го предметат, одма прачка даскалот и со прачка ќе го удари. Со прсените вака? И ќе го тури во ќошот да клече на слануток. Слануток ќе го турат и на голи колена да клече. И тоа беше многу построго и учениците многу поучеа. Како сте? Како се викате? Анка. Добро, а како ви течаа часовите? Дали разговаравте на различни теми? Дискутиравте ли? Имаше дискусија, ама слабо. Значи воглавно се сведува на испрашување, на Питување, да. Писмени вежби, едно, друго, трето и тоа. Браво! Како се викате? Сунчица, А колку години имате? 52. Дали се беше предавање од катедра? Дали имавте еден час на кој што можевте да извоите вашите проблеми, да кажете што ве тишти, вашите тинеџерски проблеми и така натаму? Во наше време имавме класни часови и на тие класни часови на класниот професор можевме се да изнесеме и прашања и да побараме нешто и да ни се дозволи. Мислам дека тие класни часови максимално ги користевме. Како се викате? Здраво, Сашо. Колку години имате? 31. Сакаме да ве прашаме како се одвива вашите школски часови, да се присетите малку на училиштето, во средното и во основното образование, дали имавте борба на ставови или се сведуваше само на испрашување, предавање? Па се зависи од индивидуот, професор, наставник. Моje мислење беше класично на испрашување, учење на лекции, предавање. Како се викаш? Ѓорџи, Колку години имаш? 17. Значи тоа некаде би било трета година, така? Да. Сакам да те прашам малку за образовниот процес и да и колку тоа имаш слобода на изразување во образовниот процес. Како тече еден училишен час? Па, како час нормално течи. Значи, измеѓу професор ученик и ученик професор има доста врска кај што професорот има цел да ја предаде лекцијата, а ученикот да ја научи. Добро, а например, дали зборувате нешто надвор од темите кои што ги имате во училиште, дали зборувате нешто за секојдневниот живот и дали имате борба на ставови или такво нешто? Да, тоа се случува прилично често, но поради тоа што зависи од самиот професор колку е врската блиска помеѓу ученик-професор. Например, по кој предмет конкретно и како тоа се спроведува? Па би рекол македонски јазик, англиски, повеќе по општите предмети. Браво, како се викаш? Марија, Колку години имаш? 12. Како поминуваат најголем дел од вашите часови во испрашувања, во предавања, во дискусија? Најголем дел од часовите поминуваат во предавање и испрашување. Јас сум Анета Трајкова, ова е Тодор Петров. Значи, еве Тодор, јас тебе да те прашам, ти што мислиш дали ние имаме слобода на изразување во нашиот образовен систем, конкретно во нашето училиште? Па и не баш, затоа што на часовите ние не може да си искажуваме како што сакаме. Да, добро, например, понекогаш правиме дебати по различни часови, меѓутоа тие не соодветствуваат на ние тоа што го сакаме, нели? Да, ама понекогаш и не правиме. Па, например, на час музичко ние понекогаш седиме онака само. Значи, додека седиме онака, можеме да гледаме некој филм за Моцарт, да слушаме музика, да дебатираме за него, за неговите филмови, за неговите музики.
Да, на пример, еве како што правиме и по биологија на различни начини, по различни примери согледуваме различни нешта или пак На биологија се опфатени најразлични теми кај што дебатираме за секс, за што сака. за дрога мислам дека беше последната, за алкохолизмот. До каде може да доведе дрогата и алкохолизмот. И последиците. А мислам дека имаме и по македонски јазик правено слободна дебата за не знам само за што беше. Помислам дека беше за книгите на Блажо Коневски. Која книга повеќе ни се допадна, зошто, што има во неа. Тодор, од 15 предмети се сведува само на 2 часа на кои што ние имаме слободна дебата, тираме. Па да, изгледа толку е нашето слободно изразување. Од проследените анкети можеме да заклучиме дека во минатото немало никаква слобода на говор. Во денешно време има некаков напредок, но тој е минимален. Ние се уште треба да се бориме за слобода на говор.